bilo što i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, mora nežno to povina na žedni on, mu davam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Tatko moj, ti благодарам што и во овој ден ми го отвараш срцето за твојата љубов. Само што стигна во гората, во Мобровската заедница. Зборувај ти низ мене, научи ме да ги љубам сите. Не јас да зборувам, тика ти зборувај низ мене, усовршувај ме во љубовта, јас се предавам во твоја власт и во твое владение. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што и во ова утро ме држиш здрав и исправен, што ме исцели, ми ги исцели колковите, колената, умот, срцето. Што ме штитиш од се што не е од Тебе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, за се. Слава Ти, Исусе. Значи, одиме послание до апостол Тит, 1 глава 16, за чистите се е чисто. Кои се тие чистите? За осквернатите и неверните нема ништо чисто. Ако се очистуваш во Исус и почнуваш да постапуваш како Исус, дозволуваш да те учи и да ги оставиш старите навики и да возвраќаш на се што доаѓа во љубов. За чистите се е чисто. Тит, послание на апостол Павле до Тит, 1 глава 15 и 16. А за осквернатите и неверните нема ништо чисто. На апостол Павле му вели тоа што јас сум очистил. Коли и јади. И Павле оди кај македонците, кај незнабожците, евреите не смееле да се мешаат, бидејќи имале завет со Бог, потоа Бог избира народ што ќе го прослави неговото име. Македонците како категорија. И потоа Павле доаѓа во Македонија. Значи, напротив, за осквернатите и неверните нема ништо чисто, тој што е неверен. Ним им се осквернати и умот и совеста. Значи, ним им се осквернати умот. Значи, осквернат ум, ние зборуваме за променет ум. Во Исуса Христа, за променет ум. А ти имаат осквернет ум и не сака да се промени. И ние в една состојба, една сотрудничка има проблем. Има некоја бактерија, замислете, која го носи името Легион. Легион некој. Ма знаете на кој си ти кога Исус исцелува Легион, кој внесува цела една група на демони. Пие 2 недели апчиња и не се исцелува. И сега ми вика дали да дојдам на средбата. Јас си реков, праше го Исус, јас да не носам решение, да не се мешам во одлуката на Исус. И таа сепак дојде и сега е веќе исцелена. Нека ти биде според верата. Значи, ние зборуваме за процес на немешање во Исус, на слободен избор, на слободна волја. Не можете никого насила да го донесете до Исус. Тоа е сепак дозвола Исус да владее во твоето срце. Тие зборуваат, значи не им се осквернати умот и совеста, тие зборуваат дека го познаваат Бога. А со делата своји го одрекуваат. Бидејќи се одвратни, непокорни, неспособни за никакво добро дело. Неспособни за дело добро. И знаете, кога веќе тргнувате во Исус, ние морате да дејствувате за Исус. Да служите, да бидете слуга. Значи така почнува ова Евангелие. Павле слуга Божии. И сега одиме, а ти зборувај го она што се согласува со здравото учење. Значи има и нездраво учење. Зборува за христијанство. Старците да бидат трезвени, значи зрели луѓе во Исус, целомудрени, чисти, здрави во верата, во љубовта, здрави во трпението. Ете, тој еден христијанин, како треба да постапува. Значи, трезвен, целомудрен во Исус, мудроста Исуса, чист во Исус, здрав во верата, да постапува како Исус, да не се возбудува од ништо што доаѓа,
Здрав во љубовта, ако дозволиш љубовта да го исполни твоето срце и во трпението. Бог е долго трпелив, таткото наш, и долго не чека да се покаеме. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме, Исусе. Старичките исто така, значи жените, да живеат како што им прилега на светии. Светии се оние што постапуваат како Исус. Да не клеветат, да не се предаваат на многу вино, да учат за добро. Според личните постапки, да постапуваш како што постапуваше Исус, кој е даден како образец. Христијанството е да постапуваш како Исус. Затоа е тој дојден. Бидејќи 4 по 14 генерации израелците имаа завет со Бог, но ги убиваа пророците, имаше непослушност и непокорност кон Бог. Го проучуваа Словото, а го распнаа Исуса. Зашто не му дозволија на Исус да живее во нивните срца? Да ги вразумуваат невестите, значи ние сме невесте, Христос е младоженецот, и за телесно се однесува да ги сакаат мажите своји и децата своји. И денеска имаме како семејството се урива, значи се прави дозволена сексуалност меѓу разни полови, меѓу деца, мажи, жени. И тоа е Содома и Гомора, тоа е веќе запишано овде и така завршува. Да бидат целомудрени, чисти, добри домакинки, благи, покорни на своите мажи, како што ние треба да сме покорни на Исус, кој е мажот, а ние сме невестата, заедницата. За да не се хули Словото Божјо, па да речат, гледајте го христијанин како постапува. Знаете, и сега, например, дискутираат на работа, сите сме болни, јас велам, не сум болен, јас имам доктор Исус Христос. Тие ми велат, носи маска, јас им велам, не носам маска. Исус е мојот доктор и спасител, не може мене мала бактерија сатанска да ми наштети. Кој го нема знакот на челото на Исус ќе биде мачен, пишано е. Те сакам, Господи Исусе, исто така советувај ги младежите да бидат честни, а во се представи се сам себе како образец за добри дела. Образец за добри дела. Слава ти, Господи Исусе Христе, покажувајќи чистота во учењето, нерасипаност и честност. Значи, ако те води духот, слово здраво, овде вели без укор, та да се посрами противникот, бидејќи не ке има да рече ништо лошо за нас. А во 1.11 вели на тие што подлучуваат лошо, да им се затвори устата. Учејќи на она што не треба, потоа им вели укори ги строго, за да бидат здрави во верата. На друго место им вели и да ги побива оние кои се противат. Советувај ги слугите да ги слушаат своите господари, да им угодуваат во се, не противречејќи им. И сега зборува за однос. Ти на работа, например, ако знаеш дека си христијанин, ти треба да размислуваш на тоа, дека си представник на Исус на земјата, дека си жив камен во неговата црква, како ќе се однесуваш кон тие околу тебе, неверниците, кон работата. Ти си представник на Исус, не треба да хулиш на Светиот Дух. Значи, да не крадат, туку во се да покажуваат добра вера во Исус, та науката на нашиот Бог Спасител, да ја украсуваат во се што работиш да ја истакнеш, бидејќи се јави Божијата благодат спасителна за сите луѓе. И ние имаме таа благодат, тоа е Исус. Доаѓа, ни покажува како, го распнуваат. Не осуди на распнувањето, рече прости им, татко, не знаат што прават. Видете, а ние осудуваме. Почетната категорија на сквернавање на Светиот Дух е осудувањето. И сега имаш проблем, знаеш каде е проблемот, не сакаш да се покаеш. Таа не учи да ги отфрлиме благодата Исус, нечестноста и похотите на овој свет. Честно, праведно и побожно да поживееме. Честно, праведно и побожно. Како? Со водство од Исус, кога ќе му дадеш тој да те обликува и учи. Кога ќе му ја дадеш собственоста, кога ќе признаеш дека не можеш сам. Кој се даде самиот себе за нас
Исус и семокниот Бог, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Народ избран, ревносен кон добри дела. Ова зборувај го, советувај, изобличувај со полна власт. Никој да не те презира. Напомнувај им да се покоруваат на началствата и властите, значи Тит 3 глава, првиот стих. Да бидат готови за секое добро дело. Готвен, спремен, никого да не хулат. Значи не осудување, не хулење, да не се караат. Основен принцип, да бидат мирни, блажени се миротворците. Зашто тие ќе се наречат синови Божји. Ние зборуваме за мир во Исус. Значи се да доаѓа, кога ќе можеш да го гушнеш непријателот твој. Тоа е добра позиција. Туку да бидат мирни и да покажуваат секаква кроткост кон сите луѓе. Кон сите луѓе. Видете, сме се карале, односно имал состојба, бара нешто што не е реално. Например, сум ја допрел колата до неговата и дојде ми бара да му давам осигурување, нити ги има гребнатинка, нити ништо на паркингот пред мојата зграда и јас му викам, викни милиција, нека направи за не да му давам осигурување. И нешто се расправаше. И го гледам, се уште е лут. Тука држи кафанче. Има некоја позиција, штом дошол ми први ми звони дома, значи лични податоци, испратив писмо до паркингот, се повлече. И сега јас проаѓам покрај него, тој го гледам, сеќавам во духот. Јас можам да го гушнам и да му речам, човеку, синко човечки. Не, тоа е суштината. Ова зборувај го, советувај го и изобличувај со полна власт. Претходната министерка за култура врши 7 години не ни даваше премиера. Еве како функционира тоа, кога ќе избереш да простуваш во Исус. Јас реќавам во пошта, замислете, се вртам таа зад мене, мала, ситна. Да беше стариот и кој ќе ја фати за врат. Јас сега сакав да ја гушнам. Значи, тоа е тој момент на простување, кога сте простиле. Знаете, Исус ќе осуди. Он е судијата. Значи, да не се караат и да покажуваат секаква кроткост кон сите луѓе. Бидејќи и ние некогаш бевме. И јас бев некогаш неразумен, непокорен, заблуден, бев роб на желби, бевме робови на желби, на разни сладострастија и живеевме во злоба и завист. Бевме одвратни, се мразевме еден со друг. Мразата е спротивна од љубов. Кога немаш доволно љубов, ти си во омраза. Малку омраза и многу омраза. Знаете? А кога се јави добротата и човеколюбието на нашиот Спасител Бог, тој не отврли заради тоа. Ние не можеме да се отврламе едни од други, ние треба да се молиме едни за други. Тој не спаси, но не според извршените од нас праведни дела, туку по својата милост. Преку бањата на преродување, обновување од Светиот Дух. Овде вика преку капење во ново родение, да се родиш нов во Исус, да го оставиш стариот човек. Тоа не е едноставен процес, не е разумен процес, не е телесен. Со сиот разум, со сета душа, со сето срце, со сета сила Исусова се прави тоа. И тоа е процес. Значи Светиот Дух, капење во новородение и обновување, да се обновиш во Светиот Дух, да му дозволиш Духот да управува, Он да зборува, Он да те учи, кого изобилно го излеа на нас, преку Исус Христос, нашиот Спасител. Кого изобилно та оправдани во Неговата благодат, милост, да станеме по надеж наследници на вечниот живот, но тоа не е пасивен однос, туку служење. Служење, работа. Та оправдани во Неговата, верни се тие зборови, те сакам Господи Исусе Христе, и јас сакам да го утврдиш тоа, да оние што поверувале во Бог, да поверуваш во Бог, да се трудат, пазете, да работат, значи, да се грижат за добри дела. Каде? Па во тебе, околу тебе, низ тебе првин со тие со кои се работуваш. Ова е полезно и добро за луѓето. Да видат дека ти си се променил во Исус и да речат, сакам и јас, како можеш да не се нервираш? Па нема што да се нервирам, кога сум препуштил се на Исус. Зашто вие се плашите од смртта, носите маски од короната?
И сега дојде со трудничка, има некоја бактерија, реком, дојди, извади ја маската. Јас можам и да ја бакнам, мислам, не е проблемот. Нема да ме фати ништо, зашто јас имам доктор Исус Христос, свет целив на Исуса Христа. Да се грижат за добри дела, и тоа е полезно за луѓето, а од глупави распрашувања, родословија, племиња, препирки, расправи по однос на законот клони се, зашто се бесплодни и празни. Бегај од човек раздорник, откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати. Раздорник кој прави раздор, не сака да се промени, не прифаќа, па формира група во заедницата, па се моли, а тој има самиот проблеми. Раздорник. Откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши, дека се осудил сам себе си. Слава ти, Господи Исусе Христе. Кога ќе ги пратам кај тебе Артем и Тихик, побрза да дојдеш ка мене во Никопол, зашто решив таму да презимувам. Законикот Зина и Аполос погрижи се да ги приготвиш за пат, општи упатства, така што да немаат потреба од ништо. И нашите кои се тоа нашите, нека се учат на да прават добри дела, да се учат да прават добри дела за неопходните потреби, за да не бидат бесплодни. За да не бидат бесплодни. Да прават добри дела нашите, Исусовите. Те поздравуваат сите што се со мене. Поздрави ги оние кои не милуваат по вера. Значи го љубиш по вера, не си се налутил. Ти што има да се лутиш ако некој те укори? Знаете, нека биде благодатта со сите вас. Вера, значи, кои не милуваат по вера. Значи, по вера ти го љубиш братот свој. Ако не го љубиш, немаш вера. И се чудиш зашто не се исцелуваш, зашто пиеш апчиња и не ти поминува бактеријата. Пак треба да се покаеш, бидејќи имаш непокорност кон Бог. Наместо да пуштиш во заедницата дека имаш проблем, ти одиш се молиш со бегај од човек раздорник. Откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил. Значи некој што ја го нема во заедницата, се одделил, ги оставил луѓето. Знаете, ние зборуваме за принципи и сега повторно ќе дојдеме да го довршиш недовршеното, затоа си на земјата. Имаме заедничка вера која е љубење на братот како себе си. Да ги побиваш треба оние кои се противат. Мнозина има непокорни, празлосници и измамници, што мислат дека се христијани. Ним треба да им се затвори устата. Значи, повторно, да бидат здрави во верата, да не слушаат бајки кои ги одвраќаат од вистината. Значи, зборувај го она што се согласува со здравото учење. И сега ние зборуваме неспособни за никакви добри дела. Тие зборуваат дека го познаваат Бога, а со делата своји го одрекуваат, бидејќи се одвратни, непокорни и неспособни за никакви добри дела. Зборува за правење дела. Во се сам представи се како образец за добри дела, повторно. Да не крадеш, пазете сега. Да ги отфрлиме нечестноста, похотите на овој свет. Опоп. Значи се даде сами од себе за да не избави Исус и ние треба да се дадеме, да не очисти. Зборувај, советувај, изобличувај со полна власт, да не се караш, да бидеш мирен, да покажуваш секаква кроткост. И ние некогаш бевме неразумни, непокорни, заблудени, бевме робови на желби, живеевме во злоба, бевме одвратни, се мразевме еден со друг, но тој сепак по благодат не спаси. И сега ние брзо осудуваме некого. Значи капење во новородени, оправдани сме по неговата милост, но треба да се грижиме за добри дела. Да бегам од човек раздорник, нашите, еве го, нека се учат да прават добри дела за неопходните потреби, за да не бидат бесплодни. Бесплоден христијанин не мисли на физичка плодност, на духовна. Потоа тој збори дека нашите треба да се милуваат по вера. Да се милуваат по вера. Верата значи да го љубиш ближниот свој како себе си, не да ги напушташ браќата, да се лутиш. Те сакам, Господе Исусе Христе, од Новровската Агора, оставам се во Твоите раце да се препуштиш на водство на Исус, да му дозволиш да те обликува.
Да му дозволиш да те накалеми на вистинската лоза, која е тој самиот. Да му дозволиш да даваш многу плод. Значи, во мене ако останете во мене, ќе давате многу плод и род ќе донесете. И да те познаат дека си негов ученик, бидејќи ги љубиш браќата. Те сакам, Господи Исусе Христе. По љубовта страф нема. Оставам се во Твоите раце. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз секого што ќе рече Исусе, дојди во моето срце. Давам одврзани раце на ангелската војска да помага за славата Исусова. Ги благословувам сите, им простувам на сите, ги љубам непријателите, ги љубам сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф и за гревовите на моите предци. И те повикувам, Исусе, дојди, застани и остани за секогаш Исус во моето срце. Обликувај ме во љубов, ту совршувај ме делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, кој верува во мене, Исус. Делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, ете сум да ги вршам делата. Кој верува во мене нема да се посрами. Силата Исусова со вас и го барам Царството Божјо, значи слуга. Така почнува ово Евангелие. Слуга. Павле затвореник, не, ова е друго. Тој вели, Павле, слуга Божи. Зборуваме за служба, за служење, за правење добри дела. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојот мир и во Твојата љубов, брате и пријатели. Имаш проблеми, те мачи нешто болен си, застани, клекни, падни на колена. Исусе, дојди во моето срце. Дојди, Исусе, и помогни ми. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Простувам на сите, никого не осудувам. Ја приваќам Твојата волја, Татко мој, во мојот живот, во животот на моето семејство и работам, го барам Царството Божјо. Амин до Божјо Царство Небесно. Исус напред ни е по него, за секогаш Исус. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ново небо, нова земја, поранешното помина, на жедниот му давам да пие од живата вода дарум. Амин. За крвта на јагнето, со слово на се дошло и нема страх ниту за смртта. Ново небо, нова земја, поранешното помина, на жедниот му давам да пие од живата вода дарум. Блажени се мртвите,